Добар ден. Битпазар расчистен од дивите продавачи. Со оваа вест ги започнуваме урбаните вести, а по продолжение следуваат денешните наслови. Пожарот во Макстил ставен под контрола. Ке има последици, потенцираат еколозите. За 1,5 година Скопје ќе добие нов модерен битпазар. И покрај еколошките акции, Скопје преполно со ѓубре. Иако нема повредени и не е причината материјална штета, сепак последиците од пожарот по воздухот и здравјето на граѓаните се штетни заради ненавремената и редовна контрола од страна на еколошки и комунални инспектори, изјавуваат за Прва Скопска еколозите од град Скопје. Пожар во Макстил, на дел од складот за старо железо во производствениот погон Челичарница избувна синоќа. Со интервенција на противпожарната служба, пожарот е локализиран, а интервенирано е со 9 возила и 21 пожарникар. Поради високата температура и густиот чад што се развиле од пожарот, дополнително биле побарани 3 цистерни со вода од комунална хигиена, 3 цистерни од водовод и едно противпожарно возило од рафинеријата Окта. Како што информираат од Макстил, причините за пожарот не се познати со оглед на фактот што погонот Челичарница не работи од 29 април оваа година. Најважно од се е што при пожарот нема повредени и нема причинета материјална штета, додаваат во соопштението до јавноста од Макстил. Дел од граѓаните од автокоманда и населбата Железара не го почувствувале мирисот кој се ширеше од густиот чад, а дел од нив го почувствувале. Дали почувствувавте синоќа некаков чад и миризба? Не, овдека не. Не знам зошто, најверојатно дека дуваше ветер. Не сум осетил, ја ми кажуваше жена од имало нешто. Али не сум осетил ништо. Се чувствуваше многу неубава миризба имаше многу. Во кој период? Па вечерта беше, не знам точно кој период беше. Додека пак во делот на Маџари и Ченто се чувствувала силна миризба и густ чад. Може едно прашање, дали синоќа почувствувавте чад и миризба од пожарот во Макстил? Да, не знам што е, не знам што беше, стварно. Пожар во Железара. Стварно. Каква беше состојбата синоќа? Не се дишеше. Легнав да спијам, не можам да спијам. Станав ги затвори вратите, сега со затворени вратите спиеш. Значи пожар било. Не знаев дека е пожар. Дали имаше и чад, дали беше видлив чад? Како магла. Све беше како магла и од таа страна и од оваа страна. Не. Не. Почувствував, она цело беше, то касно беше. Ние дека у згради живееме, многу се почувствува. Дали имаше и чад вид? Немаше многу, него ли само за темнето, мислам од таа страна, пошто ја живеам. Како нема? Имате па шо? Чад колку сакаш. На разни видови на отпад нема редовна и навремена контрола од страна на еколошки и комунални инспектори. На овој начин сега во воздухот има честички кои може да предизвикаат дополнителни штетни последици по здравјето на луѓето, изјави за Прва Скопска Слагена Стаменкова од Екозвон, а незиниот став го делат и останатите еколози кои предлагаат општината и градот уште веднаш да ги измијат улиците и да ја следат концентрацијата на честичките на загадениот воздух. По направениот надзор, Државниот инспекторат за животна средина за Прва Скопска информира дека врз основа на податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухот, во текот на денешниот ден е забележано зголемување на концентрациите на PM10 честичките во 3 часот наутро на мерното место Газибаба 228 микрограми на метар кубен и на мерното место Ректорат 137 микрограми на метар кубен. Веќе од 5 часот евидентирано е намалување на концентрациите. Среднодневната концентрација се пресметува по изминување на деноноќието за да може да се спореди со среднодневната гранична вредност од 50 микрограми на метар кубен согласно подзаконската регулатива. Останатите параметри немаат зголемување на концентрациите во текот на ноќта. По целосно прибирање на сите релевантни информации, Државниот инспекторат за животна средина велат дека повторно ќе излезат со уште едно соопштение за понатамошно водење на инспекцијската постапка.
После многу најави за реконструкција на Битпазар во последните години и нивна неуспешна реализација, повторно се актуализира темата за реконструкција и изградба на нов модерен Битпазар. Од градот за прва Скопска информираат дека град Скопје нема да отстапи од намирата да ги ослободи тротоарите по должина на градските улици и булевари од нелегално поставените тезги. И тоа го прави за доброто на сите и за доброто на продавачите на тие тезги и сите учесници во сообраќајот, пешаците, велосипедистите и возачите. Дивите пазарџии денеска го блокираа Битпазар, незадоволни од тоа што им се отстрануваат дивите и импровизирани тезги. Според градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов, пред да започне акцијата за расчистување на просторот околу Битпазар, 2 месеца траеле разговорите со пазарџиите, на кои им било понудено 2 месеца бесплатно, односно на трошок на градот, да бидат сместени на тезгите внатре во пазарот, бидејќи имало околу 100 празни тезги. Сите оние кои нема да го сторат тоа и ќе продолжат да продаваат на улица или на тротоар, ќе бидат казнети согласно закон од страна на надлежните инспекции. Шилегов рече дека без оглед на протестите на дивите продавачи, ќе се стави ред во овој дел од Скопје и истиот ќе биде уреден. Тоа е рак рана на Скопје години, да не речам децении назад. Рековме доста е. Тоа едноставно не личи онака како што веројатно секој од нас го посакува Скопје да изгледа. И гледате дека со малку болја ангажираност и соработка на државните органи, градот Скопје, општина Чаир, Министерство за внатрешни работи, успеавме барем дел од сообраќајниот хаос и на Пластичарски и на Цветан Димов да го средиме. Такво нешто ќе направиме и на Битпазар, без оглед што може да се јави извесен отпор кај дел од дивите продавачи. Очекувам дека денеска, без оглед на протестите на дивите продавачи, полека ќе го ставиме редот на Битпазар, ќе се изгради таму такси станицата, ќе биде обновено осветлувањето, ќе бидат поставени дрвореди, тој простор од градот да стане пријатно свратилиште. Скопски пазар започна со реконструкција на целиот пазар и некаде година и пол од сега тоа ќе биде модерен, покриен, зелен пазар. Шелегов реши дека целиот концепт на Битпазар мора да се реши, бидејќи е долгогодишен проблем на Скопје. Веќе започна соработката со институциите за сообраќајниот проблем, а според градежната дозвола која ја доби Скопски пазар, за година и половина Битпазар треба да биде модерен, покриен пазар со доволен број паркинг места. Идејата за изградба на модерен пазар на местото на Битпазар е идеја стара 15 на години. Модернизацијата на Битпазар ја најавуваа и претходните власти од градот Скопје и општина Чаир. Во месец март 2013 година беше најавена реконструкцијата на Битпазар и беше представен проектот според кој пазарот требаше да се протега на 15.000 метри квадратни, а неговата реконструкција во вредност од околу 10 милиони евра требаше да започне во мај или јуни 2013 година. Меѓутоа, овој проект не се реализираше според планираното. Со идено решение за новиот Битпазар излезе и Скопски пазар во февруари 2016 година, според кој од април беше планирано да започне реконструкцијата со која требаше да се обезбеди целосно покривање на пазарот, поставување на 1000 нови тезги, целосно обновување на водоводната и канализационата инфраструктура, обезбедување на простор за паркинг со капацитет од 230 возила и изградба на нов деловен простор со површина од 600 метри квадратни. Но и овој проект остана нереализиран, како и останатите долгогодишни најави за реконструкцијата на Битпазар. Останува да видиме дали новото раководство на Скопје оваа своја најава за реконструкција на Битпазар ќе ја реализира до крај и Скопје конечно да добие еден нов модерен покриен пазар. Приполни контейнери, ѓубре расфрлано на сите страни, рекреативните и излетничките места со неискусена трева и искршени курпи за отпадоци е сликата која секојдневно ја гледаме во македонската метропола. Јавното претпријатие Комунална хигиена вината ја гледа кај лошите навики на населението, но потврдуваат дека потребно е ангажирање и на дополнителна механизација. Немногу одамна амбасадорите на Велика Британија, Холандија и Соединетите Американски држави со вриките во раце им покажаа на градските власти, јавното претпријатие Комунална хигиена и на граѓаните колку убаво изгледа кеот на Вардар кога е исчистено од ѓубрето, кое несовесните граѓани го расфрлаат насекаде.
Со еколошката акција беше испратена порака до сите за зголемување на еколошката свест, како и порака до надлежните за поставување на поголем број на канти за отпадоци и ангажирање на повеќе лица кои ќе се грижат за хигиената во градот. Во обид да го лоцираме проблемот, остваривме контакт со портпаролот на јавното претпријатие Комунална хигиена, која вели дека задача на вработените во ова претпријатие е да го собираат само ѓубрето од контейнерите, а не околу нив, и тоа еднаш дневно. Сепак, работејќи според оваа утврдена динамика, во Скопје се создава слика на нечист град со преполни контейнери. Од претпријатието велат дека вината ја гледаат во лошите навики на граѓаните, кои не се двоумат пред отпадот да го фрлат на улица, во парковите или во Вардар. Со цел редовно чистење на кеот на Вардар, градот ангажираше 35 работници, кои деновиве активно работат на расчистување на отпадот, но прашањето е дали останатите делови од Скопје ќе бидат подеднакво истретирани со засилена екипа и работна механизација. Од Комунална хигиена велат дека потребно е зголемување на бројот на вработени, како и обезбедување на дополнителна механизација, нешто за што неудамна во интервју за Прва Скопска зборуваше и градоначалникот Петра Шилевов. Барајќи одговорност за лошата слика со хигиената во Скопје, стигнавме и до општинските комунални инспектори, кои се недоволно присутни на терен за да превенираат или да санкционираат прекршители на законот за јавна чистота. Дел од општините имаат и собствени комунални претпријатија и сезонски работници, кои покрај ангажманот не ја подобруваат еколошката состојба во скопските населби. Од јавното претпријатие Комунална хигиена потсетуваат дека заедно со град Скопје во текот на годината организираат еколошки акции во сите скопски општини, кои покрај примарната цел да го исчистат градот, имаат за цел да ја подигнат еколошката свест кај граѓаните. Општина Карпош од наредната учебна година ќе ангажира лични асистенти за учениците со посебни потреби за сите 10 основни училишта. Ангажираните асистенти ќе бидат невработени лица кои преку скратеното работно време ќе имаат можност да стекнат вештини и да излезат на пазарот на трудот. Општина Карпош во учебната 2018-2019 година ќе ангажира лични асистенти за учениците со посебни потреби за сите 10 основни училишта. Станува збор за лични и образовни асистенти кои ќе овозможат полесно следење на наставата и совладување на училишните обврски од страна на учениците со посебни потреби. За реализацијата на овој проект градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев склучи меморандум за соработка со директорките на сите 10 основни училишта на територијата на Карпош. Ангажираните асистенти ќе бидат невработени лица кои преку скратеното работно време ќе имаат можност да стекнат нови вештини и да излезат на пазарот на трудот. Проектот за ангажирање на лични асистенти за учениците со посебни потреби е во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации, Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување. Општина Илинден од 15 до 19 мај 2018 година ќе организира 19-та литературна манифестација Илинден 2018. За сите кои што сакаат да присуствуваат на литературната манифестација на 15 мај, како и на поетскиот митинг стихови за душата на 18 мај, општина Илинден организира превоз од Порта Македонија. Во насока на промовирање на современите културни достигнувања, општина Илинден од 15 до 19 мај оваа година ќе организира 19-та литературна манифестација Илинден 2018. Манифестацијата свечено ќе биде отворена на 15 мај со почеток во 19 часот во Домот на културата Илинден, а централниот настан поетски митинг стихови за душата ќе се случи на 18 мај со почеток во 19 часот со настап на 30 написатели од Македонија и од балканските држави. Како дел од манифестацијата, во Домот на култура Илинден од 15 до 18 мај под мотото Динови на книгата ќе се одржи сајам на книга каде што љубителите на пишаниот збор ќе може да се запознаат со најновите изданија и да најдат богат избор на книги. Пред љубителите на пишаниот збор ќе биде представен портретот на словеничкиот писател Милан Јазбец, актуелен амбасадор на Република Словенија во Република Македонија, при што стихови од поетската книга Сјајна ѕвезда со лавовска грива на словенички и македонски јазик ќе читаат членови на Словеничкото друштво за пријателство во Република Македонија. Литературната манифестација ќе биде збогатена со книжевна средба со поетите на 70-тите години: Велес Милевски, Евтим Клетников, Ристо Лазаров, Санде Стојчевски, Катица Ќулавкова,
Бранко Цвитковски и Славе Ѓорго Димовски. Дел од манифестацијата е и традиционалното литературно матине за деца, на кое ќе настапат повеќими написатели за деца и млади. На литературното матине ќе бидат доделени награди и пофалници за најуспешните творби на учениците, пристигнати на литературниот конкурс распишан од општина Иленден. За сите кои што сакаат да присуствуваат на литературната манифестација на 15 мај, како и на поетскиот митинг Стихови за душата на 18 мај, општина Иленден организира превоз од Порта Македонија. Во 18 часот ќе поаѓа автобус кој ќе ги превизува посетителите на манифестацијата до општина Иленден и ќе ги враќа кога ќе заврши вечерниот настан, што почнува во 19 часот. Влезот за сите културни настани е слободен. По 15 мај 2018 година ќе почне периодот во кој ќе можат да се приспособат софтверите за да ги препознаваат карактеристиките и заштитните елементи на полимирните пари во апоинска вредност од 10 и 50 динари. Кованите пари во апоинска вредност ќе останат во оптек, дури и по 15 мај ќе бидат законско средство за плаќање во Република Македонија. Народната банка известува дека по 15 мај 2018 година ќе започне периодот во кој ќе може да се приспособат софтверите за да ги препознаваат карактеристиките и заштитните елементи на полимирните пари во апоинска вредност од 10 и 50 динари. Од Народната банка на Република Македонија наведуваат дека доколку правните лица не се во можност од деловните банки да обезбедат соодветни примероци од полимирните пари за потребните софтверски приспособувања, може да се обратат до дирекцијата за трезорско работење на НБРМ, каде што ќе им бидат обезбедени потребните количини од полимирните пари. Народната банка на Република Македонија потсетува дека и во периодот на надградбата на автоматите за наплата со готовина, односно нивното софтверско приспособување, граѓаните ќе можат непречено да остваруваат плаќања преку овие автомати со кованите пари во апоинска вредност од 10 и 50 динари, кои и по 15 мај остануваат во оптек и се законско средство за плаќање во Република Македонија, додаваат од НБРМ. Секторот за внатрешни работи Скопје вчера санкционирал 21 возач на диви трки во Скопје на улиците Џон Кенеди, Лазо Трповски и Втора македонска бригада во текот на изминатата ноќ во периодот од 22:30 до 1 час од пополноќ. Сообраќајната полиција за помалку од 3 часа синоќа при спроведување мерки и активности за спречување на организирање и учество на диви трки регистрирала 21 прекршок и издала 21 платен налог и налози на прекршителите. Како што соопшти МВР, контролите ги спровела на улиците Џон Кенеди, Лазо Трповски и Втора македонска бригада во текот на изминатата ноќ во периодот од 22:30 до 1 час од пополноќ. Двајца од учесниците немале лични документи и документи за мотоциклите и затоа биле приведени во полициската станица Битпазар за понатамошна постапка. Секторот за внатрешни работи Скопје информира дека и во наредните денови ќе продолжи со спроведување редовни контроли за спречување на организирање и учество на диви трки на мотоциклисти во Скопје. На репертоарот на Драмски театар од утре вечер започнува да се игра нова представа Странци по сценарио на италијанскиот филм Перфектни странци. Представата Странци трае 1 час и 40 минути, а предпремиерно ќе биде прикажана вечерва во 20 часот. Драмски театар ја најави најновата представа Странци во режија на Нела Витошевиќ, чија премиера е закажана за утре вечер во 20 часот. Станува збор за драмокомедија, во која 7 пријатели играат игра, споделувајќи ги пораките, разговорите и фотографиите од своите мобилни телефони, како и комуникациите преку социјалните мрежи, со што си ги откриваат личните тајни и отвараат болни конфликтни ситуации. Текстот е по сценарио на италијанскиот филм Перфектни странци, а играат Игор Ангелов, Ирена Ристич, Билјана Драгичевиќ Пројковска, Зоран Љутков, Сања Арсовска, Филип Трајковиќ и Придраг Павловски. Драматург е Викторија Рангелова Петровска, сценограф Константин Трпиновски, костимограф Роза Трајчевска Ристовска, а композитор Огнен Анастасовски. Фасцинантна, моќна приказна со сосема поинаква естетска димензија. Остварување кое ќе биде вид бренд и кое покрај актуелната ќе донесе нова поразлична публика. Вака Драмски театар ја најави новата представа Странци, чија премиера е закажана за утре вечер во 20 часот. Представата Странци трае 1 час и 40 минути, а предпремиерно ќе биде прекажана вечерва во 20 часот.
Денеска имавме променливо облачно време со дожд и температури до 27 степен. Утре се очекува сончево време со мала до умерена облачност и температура до 25 степени. Температурата во неделя ќе се движи во интервал од 11 до 25 степени, во понеделник од 12 до 25 степени и во вторник од 11 до 23 степен. Со информацијата за временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме за вниманието. Довидување.